Поет, револуционер, визионер. Човекот кој му даде глас на македонскиот народ, Кочо Рацин. Прва станица – Велес. И годините кои го создале човекот, пред да се роди поетот. Само замислете ја сцената. Дење, младиот Коста Солев работи тешка физичка работа, помагајќи му на татко му во гранчарската работилница. Ама штом падне ноќта, тој се качува на таванот и под слабата светлина на свеќата голта книги. Филозофија, историја, поезија, се. Токму таа двојност, помеѓу тешката работа и огромната жет за знаење, го разгорува оној револуционерен пламен во него, кој подоцна ќе го однесе дури до Конгресот во Дрезден. И сега приказната станува уште поинтересна. Во неговиот живот влегуваат две огромни сили кои ќе го дефинираат неговото творештво. Борбата против неправдата и една голема несреќна љубов. Тука гледаме како нешто толку лично, како скршеното срце, може да се претвори во уметност што трае вечно. Рацин се влюбува до уши во Рахилка Фирфова, која сите ја викале Раца. Таа љубов, за жал, останува невозвратена, но токму таа станува неговата најголема инспирација. И тој го прави токму тоа. Погледнете го овој цитат. Тој ветува бесмртност и си го одржува зборот. Од незиното име, Раца, тој го создава својот псевдоним, Рацин. Така, неговата љубов и болка стануваат дел од неговиот идентитет за секогаш. А првиот плод на сета таа болка е токму оваа збирка, Антологија на болката. Се уште необјавена, пишувана на српско-хрватски и бугарски. Тука се гледаат почетоците, поет која преточува и личната и колективната мака во стихови. Ама клучно е тоа што се уште трага по својот вистински јазик. И тој јазик ќе го најде на најнеочекуваното место. Знаете како велат, најголемите промени доаѓаат од најмрачните места. За Рацин, тоа место било затворот. Поради неговите комунистички идеи и текстовите во весникот Искра, тој е уапсен и осуден на 4 години затвор. Но наместо да го скршат, тие 4 години во Сремска Митровица ќе го претворат во поетот што го знаеме денес. И еве го клучниот момент. Таму, во затворот, меѓу други истомисленици и револуционери, Рацин носи една одлука што ќе ја смени историјата на македонската литература. Сваќа дека за да допре до народот, мора да му зборува на неговиот македонски јазик. Тоа е таа пресвртница, преминот од личната болка кон колективниот глас на народот. Оваа одлука го носи директно до неговиот врв. Директно до создавањето на апсолутното ремек дело, кое ќе стане символ на цела една епоха – Бели мугри. Во хрватскиот град Самобор се печатат 4000 примероци. Ама ова не е некој обично издавање книга. Овие книги се шверцуваат, се делат тајно, илегално, властите веднаш ја забрануваат. Значи, самото печатење на Бели мугри било револуционерен чин. И внатре 12 песни. Секоја песна е еден прозорец кон тешкиот живот на македонскиот работник. Копачите, тутуноберачите, аргатите. Песните како Ленка или Тутуноберачите не се само поезија. Тие се живи слики на маката, но и на инаетот и надежта на народот. Како што прекрасно забележал и великанот Блаже Конески, силата на Рацин е во неговиот фокус. Тој не се расфрла со теми. Тој зема една тема, една болка, социјалната неправда, и копа длабоко до самата срж, создавајќи нешто мокно и универзално. Но, приказната за Рацин не завршува со песните. Неговиот живот, кој беше борба, завршува во борба. Таму каде што зборовите морале да станат дела. Кога започнува војната, за Рацин нема дилема. Се приклучува на партизаните и го зема своето најсилно оружје – перото. Станува уредник на партизанскиот весник Илинденски пат и пишува за слободата за која се бори. И тогаш, на само 35 години, неговиот живот згаснува. Загинува на планината Лопушник, под околности кои и ден денес се обвиени со мистерија. Еден од најголемите умови на нацијата си заминува прерано, токму кога бил најпотребен. Што ни остави Рацин? Па многу повеќе од една збирка песни. Ни остави доказ дека уметноста може да биде оружје.